Почитувани, срамно е да се прави театар од почитување на закони. Да се радува општеството за случај каде што се спроведува законот, говори за степенот на криминализираност на власта и на државата. Главно прашање е како никнуваат дивоградбите и како власта, државата ги легализираат истите. Доколку власта сака да докаже дека рушењето кај трговскиот центар Мавровска во Скопје не е ефтин крими театар, платен со државен буџет, тогаш очекуваме ист третман и со другите добро познати дивоградби за кои се врзуваат звучни имиња од старо-новата власт. Според информациите, објектот зад мене е дивоградба која што со години функционира, а за фактот дека е бесправно изграден објект, познато е дека знаат и Зоран Заев и Али Ахмети, а знаат и во јавното обвинителство. Доколку СДСМ и ДУИ се согласиле на ваков начин со ефтин театар да се справуваат со дивоградбите, централната власт бесплатно да руши бесправни објекти, тогаш очекуваме коалицијата СДСМ ДУИ на ист начин да го истретираат и овој објект за кој што стои висок функционер на ДУИ. Исто така очекуваме јавното обвинителство конечно да поведе постапка и за инвеститорот на овој диво изграден објект. Почитувани, јавноста по овој крими театар мора да добие одговор. Како и кога е откриен идентитетот на собственикот на дивоградбата кај Мавровка? Кога јавното обвинителство дознало и зошто се чекало толку време? Дали Зоран Заев е вмешан во сето ова? И дали поради откажувањето на послушност од страна на инвеститорот, собственик на објектот кај Мавровка, Заев го откри сторителот и го дозволи рушењето на објектот? Очекуваме во најскоро време коалицијата СДСМ ДУИ на ист начин да постапи и со другите дивоградби, пред се со објектот зад мене, а потоа и со околу 80 дивоградби на Попова шапка, зашто локалната власт од Тетово не реагира. Очекуваме на ист третман да добијат и дивоградбите во Охрид, заради што и меѓународно е загрозен статусот на градот. Пред се, заради градбите кај обележјето на градот, Стариот Чинар, но и објектите кај крајбрежјето, објектите на НЕФИ, советник во локалната охридска власт. Очекуваме на ист начин да бидат третирани и дивоградбите на Матка кај Сарај, како и со сите други бесправни објекти во заштитените појаси во Македонија. Доколку не го направи ова, кримитендерашката власт на Зоран Заев и на СДСМ само ќе потврди дека сето ова со случајот со дивоградбата кај трговскиот центар Мавровка во Скопје е ефтин крими театар кој што се плаќа со пари од државниот буџет. Ви благодарам.